Голема полициска акција на Шарпланина за апсење на познати криминалци. Специјалните единици и локалната полиција из утрината ги пречешлале сите села во регионот. Од Тетово го вклучуваме Свето Тоевски. Свето, што се случуваше из утрината на Шара? Из утрината на Шара беше спроведена опсежната полициска операција за праќање на членовите на групата избегани од Косовскиот затвор Дубрава, предводена од Лирим Јакупи, нацист. Според последните информации, полицијата и натаму е во потрага по лицата кои што се разбега од селото Бродец по фаќањето на оние 6 мина. Запленето е поголемо количество на тешко вооружување, меѓу кои безповлечни топови, митралези, како и повеќе гранати и муниција. Инаку, во овие доцни попладневни часови на патот Тетово Шивковица Бродец се забележливи единици на специјалната полиција на повеќе делници. Ситуацијата на Шара е релативно мирна, но со изразена напнатост. Нема информации за нови престрелки на специјалната полиција со вооружените припадници на оваа криминална група, оние кои што останаа набор од дофатоци на полицијата. Се наоѓаме пред влезот во селото Бродец, каде што се наоѓаат припадниците на специјалната полиција со оклопни транспортери Хермелини. Видно е дека полицијата не влегува во селата Шивковица и во Бродец со цел ситуацијата да остане стабилна и колку е можно помирна под контрола. Инаку, по денешната полициска акција, Централното претседателство на ДУИ одржа вонредна седница. ДУИ бара моментен прекин, како што стои во сообщението на војно-полициската акција, со која, како што се загрозува мирот во Македонија, тој станува кревок, а едновремено и се доведуваат во опасност не само меѓуетничките односи, туку и самите евроатлантски стремежи на земјата. ДУИ преку изјавата на градоначалникот на Тетово Хадži Велика побара од меѓународните представници од НАТО, Соединетите Американски држави, Европската Унија да го вложат, како што стои во сообщението, својот авторитет да прекинат овие активности, а ДУИ за, како што стои во сообщението за новонастанатата ситуација, тврди дека се одговорни владините коалициони партнери ДПА и ВМРО-ДПМН. Студио. Благодарам. Одиме натаму. Политичари и дипломати попладнево пристигнале во Тетово за да не ескалира ситуацијата. Регионот се уште е под зголемена полициска контрола, но официјално од МВР велат акцијата насловена како планинска бура е завршена. Во Министерството за внатрешни работи е Милчо Велески. Милчо, на конференцијата се обрати министерката Јанкуловска. Кои се официјалните информации, колкумина се загинати и уапсени во акцијата? Официјално министерката за внатрешни работи потврди дека 4 се убиени од криминално-екстремистичката група, како што изјави на пресконференцијата, а 6 мина се приведени. Министерката Јанкуловска не потврди дали меѓу приведените или пак убиените се наоѓаат и водачите на криминално-екстремистичката група Лирим Јакупи, нацист, и Рамадан Шити, кои пред неколку месеци избега од Косовскиот затвор Дубрава. Инаку Јанкуловска информира дека по оперативните сознанија добиени од теренот, оваа криминална екстремистичка група, не повеќе од 15 лица, оперирала во районот на тетовското село Бродец. Инаку тоа се лица кои се бараат по меѓународни потерници од Косово, но и лица кои се приклучиле од Република Македонија и се со дебело криминално досие. Инаку Јанкуловска истакна дека акцијата е изведена со висок професионализам. Специјалните полициски сили од мешан етнички состав действувале оперативно на теренот. Инаку да напоменеме дека пред пресконференцијата премиерот Никола Груевски во управата за безбедност и контраразузнавање со првите луѓе на дирекцијата и на управата за јавен ред и мир беше изворно информиран за текот на акцијата под шарпланинските села. Предлагам да ја слушнеме изјавата на министерката Јанкуловска. Успешното завршување на акцијата Планинска бура е јасна порака до сите криминалци. Тие сите ќе завршат на ист начин. Не се пријавени цивилни и жртви од редовите на полицијата, приведени се 6 лица,
а постојат информации и за неколку лица кои го загубиле животот и во тек е нивната идентификација. До крајот на денот ќе ви бидат соопштени имињата на овие лица. Првичната бројка е до 4 лица. Ние со сигурност тврдиме дека хеликоптер не е паднат. Милчо, дали е тоа се што имаме од МВР? Повеќе информации во наредното издание на Дневникот, а поради акцијата во Тетово денеска е откажана и анкетната комисија за инцидентите во собранието. Претениците од ДУИ ја напуштија комисијата и заминале за Тетово. Засилена е безбедноста на границата од косовска страна за секој случај. Косовската полициска служба и КФОР се крајно внимателни. Господинот Бранко Црвенковски посредбата на Советот за безбедност ја изнесе колективната усогласена оценка за безбедносна ситуација во Република Македонија, усогласена од повеќе институции, од кои што некои се наоѓаат и од господинот Бранко Црвенковски, некои се дел од институционалниот систем на владата на Република Македонија, но оценката беше усогласена и оценката беше дека ситуацијата во Република Македонија е стабилна, се разбира за овие криминални појави, како и во секоја нормална земја, се грижи Министерството за внатрешни работи за своите органи.